Дарко, најверојатно најчесто поставувано прашање ти е што ќе направи сега со 100.000 евра. Па вака, тоа и Дали си размислил? кога влегов, реков дека дел од парите ќе искористам за хуманитарни цели, за развој на мојата школа, исто така за кошарка. Ќе остварам некои своји соништа кои сум ги имал или ciljevi кои сум имал зацртано. Тоа е најпоставувано прашање уште по финалната вечер сите ме прашуваат тоа, али мислам дека нели побитно ми е како се чувствувам, едва чекував да стигнам дома, да се видам со своите. Тоа ми беше побитно отколку да мислам сега како ќе ги трошам тие пари. Сега после две преспиени ноќи размисли што конкретно, кои се следните планови после Велики брат? Па вака, имам поддршка од Emotion продукцијата. Значи, да оставиме неколку недели до Нова година, све да слегне, да дојдам ја до себе. Секако дека имаме планови. Нешто почнавме да правиме муабет, али ќе остане тоа во тајно се додека официјално не откријам. Сега за сега овде ќе бидам у Македонија, потоа имаме турнеи, да кажеме Хрватска, Босна, Црна Гора, уште кој Србија. Така да имаме доста патувања овој период и едва чекам. Кажи ми, таму беше 3 месеци, претпоставам, може и нешто повеќе. Што ти беше најтешко во куќата? Како? Најтешко? Види, не знам што ми беше најтешко сега конкретно да ти кажам, али знам дека кога ми беше најтешко имав еден, двајца или три личности кои беа увек покрај мене и тоа најтешко лесно се забораваше. И Ервентина и Барбара беа увек со мене. Значи, они се заслужни за тоа што не се сеќавам на Што ти недостигуваше највише? Фамилијата. Значи, браќата мојата мајка и татко, пријателите. Не е лесно да немаш никаква информација од надворешниот свет. Значи, али времето поминуваше интересантно е затоа што нели имавме задатци, неделни, дневни, така да не мислев многу на тоа. Очекуваше победа? Да кажам право, кога влегов во куќата, не тек после кога нели после некое време нормално дека очекував кога влегов во финале, потоа во супер финале, онда потоа кога останавме со Горан и со Горан, нели, верува во себе, така да зашто да не победам ја. Куќа дојдовме се и се што расправи за малку физички контакти, тепачки да не речам, имаше и секс, нели, како што можеме видиме. С кој од куќата најдобро стоеше? Знаеме дека беше Ервин, меѓутоа дали беше изгледаше тоа стварно така или на камера или нешто сосема поинаку внатре? Ервин, Барбара и Тина, нели, они ми беа најдобри пријатели и остануваме и после шоуто да се дружиме, дури имаме сега појака, како да кажам, врска, нашето пријателство е појачано. Уште вчера се слушаме кој што јаде, кој како спиел, чудно ни е, знаеш, како не сме заедно. Затоа што спиевме 100 дена сите во иста соба, јадевме на иста маса, нели. Така да, пак ќе ви кажам, за тоа што лесно поминав низ тие денови, се заслужни баш они, Тина, Барбара и Ервин. Ми кажа со кој си стоел најдобро, со кој стоеше Дарко најлош во куќата? Кого не можеше да го поднесеш, кој те нервираше највише од таму што беа луѓето? Вака, значи не стоев со никој лошо. Значи таков човек сум, не сакам со никој да имам лошо. Нормално Горан ми беше, нели, лично со кој најмалку комуницирав, бидејќи не ми се допаѓаше, али немавме кој знае колку проблеми ја и он. Главно тоа беа проблеми со други укуќани, али на основа на тоа ја проценив дека нема потреба да имам работа со таков човек, али во такви услови
повторно ќе кажам, заедно спиеме, јадеме, значи мораш да одржуваш некаков контакт, сакал ти или не. Каков човек е Горан? Зошто никој не го прифати? Па, не знам, сега оправдано е тоа што си имаше тактика. Никад и не сум се замарал Горан. Често ми вадеа, нели, зборови со клешти, каже ова за Горан, каже она за Горан. Значи, ја кога имам своje мислење, ако проценам дека не треба да кажам, мислам дека Горан не беше вреден да споделувам никакво мислење мое за него. Така да претпоставував дека е онак глуми помалце, али не ме замараш, не се замарав со тоа. Повторно ќе кажам, затоа што покрај мене беа оние луѓе кои ги сакав и кои ме сака. Дарко, ако не победеше ти, кој ми сметаше дека треба да освои главната награда? Еве да не си ти, кој требаше според тебе биде победникот на големиот брат? Па сигурен сум да не победев ја, или ќе победеше Ервин или Барбара или Тина. Да, па всушност они беа и мои фаворити. Значи тоа не криев од самиот почеток. Тоа е едно интересантно пријателство кое почна од прв ден. Значи немаме ништо лошо, не сме споделиле, така да ето на основа на тоа дружење они станаа и мои фаворити. Ајде малку сега, може би нема да се допадне прашањето, кажи ми за Тина. Нели, не знам колку знаеш, се пишува медиумите, и таму ве спојува заедно, се можеше да се види тоа на камери. Што се случи уствари со вас двајца? Што се случи? Што се случуваше таму? Па имавме симпатии еден спрема друг, секако сакаме, нашето пријателство продолжува сакако, не сакаме тие симпатии да ги скриеме малце сега од јавност. Да оставиме овој период да помине, тек после нова година ќе се видиме секако, повторно ќе бидеме заедно, така да ќе ви открием детали. Може да прираснемо некоја љубовна врска? Може, зашто не. Дали, пак ви кажувам, треба да со Тина да усогласиме некои наши мислења, ставови, затоа што, повторно ќе кажам, во куќата е вештачка атмосфера и немаш, да речеме, толку слобода да правиш муабет за некои работи, али те кога излеговме па и немавме време да се видиме. Стори вечерта ја поминавме заедно на журка и се тоа, али мораше, нели, ја да се вратам за Куманово, она отиде за Хрватска, така да останавме само на врската ни се одржува на телефон, мислам, пријателството. Така да после нова година. Честитава сите од учесниците? Те прогласија за победник? Па не знам, ја не сум свесен што се дешаваше таа вечер. И уште не можам да верувам, гледам по клипчиња што како се десило. Валјда од возбуда сум заборавил на тоа. Значи, чувството беше неописливо. Немав зборови како да опишам како се чувствувам. Дарко, важи за миленик на женската популација, кажи ми ти годи тоа, еве сега си вратен на веројатно социјални мрежи, гледаш што пишуваат, имаш ли фанови, ти пишуваат ли не само девојчиња, и луѓе кои што те следеле, те поддржувале? Вака нема многу време да поминам на социјалните мрежи, главно профилите ги одржуваше мој брат, на кој сум многу захвален за тоа. Така да, кога ќе имам прилика ќе погледам баш дел од коментарите, а нормално дека ми годи нели тоа што привлекувам женска популација. Што сакам да кажам, значи женските сакали пред да влезам во шоуто, така да ова не знам на ова прашање што да ви одговорам. Не се замарам многу со тоа. Дарко, сега се врати у Куманово. Што прво ствари направи кога стигна у Куманово, кога дојде во Македонија? Вака, значи требаше да останам и неделата, али најбрзо што можев дојдев овде у Куманово, бидејќи сакав да прославам со фамилијата, најблиските. Ми припремија и журка за доаѓање, така да поише ми беше, нели, битно да останам со своите, додека сум уште под ентузијазам и таа еуфорија да ја пренесам овде у Куманово. Следниве денови што планираш, што ќе правиш, кај ќе шеташ, кај ќе одиш, што ти е план? Следниве денови што ќе правам, не знам, да одмарам малце од све,
Не знам, ќе бидам, повторно кажувам, со најблиските. Знам дека ме очекува напорен период, така да соберам малку сила, бидејќи ова ме доста истроши. Па после тоа ќе видиме. Сега за сега, повторно кажувам, сакам да бидам со најблиските. Ја покани ти на гости во Комарово? Да. Па планираме вака со Ервин за нова година сме или Босна или Бања Лука или не знам Хрватска или Скопје заедно. За Тина и Барбара секако ќе бидат со нас после нова година. Ете, повторно кажува, наше пријателство продолжува без разлика што сме на голема далечина.